Почитувани гледачи, уште еден ТВ објектив на програмата на КТВ, информативна емисија која што ја посветуваме на работењето на институциите во општина Кавадарци. Овој ТВ објектив ќе го посветиме на работењето на градска библиотека Феткин. Одбележа 80 години од постоењето, а во наредните минути директорот на библиотеката Петар Гурев ќе не информира за работењето минатата година, колку се задоволни, меѓутоа ќе слушнеме и за проектите и новостите кои што се планирани за оваа 2026. Останете со нас. Директор, благодарам што прифативте да бидете дел од овој ТВ објектив и да анализираме како работеше библиотеката и што ќе работи оваа 2026 година. Ви благодарам и на вас за поканата, чест ми е што сме дел од вашата емисија. 2025 година библиотеката исто така успешно работеше, ја заокружи оваа година. Што беше карактеристично во работењето оваа година? Задоволни ли сте од тоа што успеавте да реализирате, да сработите и кога сме тука, расте ли бројот на членство во библиотеката? Так, забележавме или заокруживме една успешна година, како што кажа во самата најава, 80 години од постоењето на библиотека Феткин како самостојна институција, значи една од најстарите институции во градот или најстара институција културна во нашиот град. Од година во година се повеќе и повеќе растеме, се развиваме и одиме напред, иако како секоја институција се соочуваме со дел од проблемите. Минатата година беше доста успешна, можеме да зборуваме и за бројки. Нашата библиотека има набавено некаде на околу 1110 книги, или поточно 1109 книги за нашите читатели. Во изминатата година издадени се некаде околу 29.000 книги. Тоа значи дека имаме стабилно членство, големо членство и нашиот град чита. Тоа е многу важно, бидејќи имаме ново време кога дигитализацијата ги менува работите, меѓутоа библиотека Феткин може да се пофали со одлични резултати кога е во прашање книгата, а нели таа секогаш не учеа дека е најдобриот пријател на човекот. Така, ние се трудиме да биде книгата секогаш во прв план, меѓутоа кога веќе ја спомна минатата година, 25 во февруари, ние започнавме со дигитализација на книжниот фонд, сега за сега оди добро, меѓутоа заради правните работи кои што се регулирани или недоволно регулирани во нашата држава, не можеме да ги објавиме сите книги што не се дигитализирани јавно. Тоа значи дека сепак се подлежи на авторски права и треба дополнително да се завршат правни процедури за да книгите бидат. Така, од минатата година веќе има иницијатива од нашата матична библиотека дека можеби ќе се направи една национална база на дигитални дела и на таа платформа би требало да биде да се најдат сите дигитализирани книги од цела Македонија. Така да нашата библиотека или библиотеката од Кавадарци ќе си има посебно катче каде што ќе бидат сите наши дигитални дела за кои што имаме авторски права објавени на таа платформа. Рековте дека беа набавени нови книги, значи ли тоа дека влегоа нови наслови во библиотеката? Што најчесто 2025 беше интересно за читање кај вашите читатели? Така, ние како библиотека секогаш се трудиме првично да ги послушаме нашите читатели што сакаат да читаат и да бидеме во тренд со се она што е ново. Значи, се што е излезено до 31 декември 2025 година веќе се наоѓа на нашите полици и е достапно за нашите читатели. Она што ме радува, веќе неколку пати го имам спомнато, е тоа што се зголемува драстично бројот на возрастни читатели. Значи, не е само детската популација која што, ајде да речеме на некој начин има задолжителни книги, да, лектири. Има задолжителни лектири и литература. Ме радува фактот што поголем дел од возрастните веќе се завртуваат на книгата. Бевте домакини во 25-та на повеќе настани од областта на културата.
Свети Трифун, оној традиционален настан каде што се спојуваат виното и поезијата. Се подготвува ли такво нешто за оваа година и колку се настани беа дел во организација на библиотека Фетки? Така, кога го спомна поезија и вино, да, сега баш во овој момент се подготвуваме, ќе биде исто соработка со нашата сестринска библиотека од Болевац од Република Србија и ќе биде малку поразлично од минатата година во насока на поезијата што ќе се чита и исто така гостите кои што ќе бидат присутни. Библиотека Феткин минатата година има забележано точно 57 настани, меѓу кои нашите традиционални обележувања на денот на мајчиния јазик, поезија и вино, обележување на детската недела каде што ги примаме и со различна програма секоја година и за секој училиште правиме наоѓаме начин како да го обележиме тој ден или недела на детето. Исто така, како што кажав, еден од поголемите настани со 150 гости, од кои што повеќето од половина ни беа од страна, го обележавме јубилејот 80 години од постоењето на библиотеката. Тука беше и специфичната изложба, бидејќи сме едни од ретките кои што ги поседуваме или ги имаме оригиналните документи од формирањето на библиотеката од 1945. Ете, да кажеме дека 25-та уште еднаш да кажеме дека успешно ја завршивме и признанието библиотека на годината за 2025 година во Македонија ни припадна токму нам. Нас ни представува особена чест заради тоа што Сдруженијето на библиотеки и на библиотекари од Македонија доделува оваа награда, така да задоволството е наше за тоа што нашата работа е призната и препозната баш од нашите колеги. Што е план за оваа 2026, веќе 81 година од постоењето? Што имате во вашата програма? Што ќе биде новина што треба да се воведе? Така, оваа година ќе се насочиме малку кон домашните автори, односно кон авторите од Македонија. Интересен е фактот што оваа година издавачките куќи не контактираат самите за промоција на нашите македонски автори. Веќе имаме закажано 2 големи имиња за промоција. Ја почнавме годината со 3 промоции на наши локални автори. Меѓутоа, оние традиционалните настани ќе ги обележиме секако. Тука уште еден поголем проект кој што го планираме е проектот заедно со сестринските библиотеки, најверојатно 3 или 4, да го обележиме денот на детската литература на 2 април. На истиот начин како што го правевме пред 2 години, значи онлайн ќе се гледаме и ќе работиме иста активност 3 или 4 библиотеки на Балканот. Минатите години се направи доста реновирање во библиотеката. Значи ли тоа дека просторните услови веќе се целосно реновирани, со што се подобрија условите како за вашите читатели, така и за вработените во самата библиотека? Така, ние полека го решаваме проблемот, толку е нашиот простор и пробуваме да го решиме проблемот за складирање на литература и на книги, така да реновираме, менуваме лик, меѓутоа нема да застанеме тука, ќе продолжиме со менување на дел од библиотеката. Каква е соработката со локалната самоуправа? Имате ли поддршка од Советот и градоначалникот во делот на она што се проекти кои што треба да се реализираат, а секако бараат и финансиски средства? Така, и на моја огромно задоволство, новиот состав на Советот е со голема поддршка спрема нашата институција, барем досега во овие неколку месеци откако што работат, а меѓутоа градоначалникот е со години назад тука за нашите потреби. Дали ова 26-та е во план да се зголемува книжниот фонд? Рековте дека се што е ново се наоѓа на полиците на библиотека Фетки. Така, ова 26-та година, веќе денес објавивме, имаме задолжителна ревизија на книжниот фонд или народски кажано попис на книжниот фонд. Значи оваа година ќе се преброиме точно што имаме и колку имаме, а набавката на нови книги никогаш нема да престане. Некои податоци што покажуваат колкав е книжниот фонд на библиотеката? Во моментов некаде според книгите имаме околу 130.000
книги, со тоа што дел од книгите се оштетуваат, посебно лектирниот фонд се оштетуваат, па се распишуваат и секогаш се заменуваат со нови. Имаме среќа што нашата библиотека, хајде да речам, наплаќа по символична цена за секоја заемена книга, па овие средства ни се ветер во грб за нови наслови, зголемување и обновување на самиот фонд на книги. Колку чини членството во библиотеката и тоа е со време трајање од 1 година? Така, значи нашето членство трае точно 365 дена, не е календарска година како што било претходно, а не е смената од 80-тите години, иста е цената 200 денари, со тоа што, како што спомнав, наплаќаме заемнина или амортизација на книгата по 10 денари за секој заемен примерок. Минатата година, 25-та, воведовме уште неколку нови услуги, онлайн резервација на книга и онлайн продолжување на книгата. Функционира ли тоа? Да. И исто на моje огромно задоволство веќе оние подобри читатели кои што читаат повеќе редовно ги користат тие услуги. Лесно му е заради тоа што не чекаат некоја книга да се врати, туку кога книгата ќе дојде во библиотеката, нив му стигнува известување, не стигнува нас известување дека е заемна дека е веќе заемна или резервирана книгата. И еве во најава многу набрзо ќе направиме промоција на апликацијата Кобис Плюс, која што ќе олеснува работа за некои 90%. Значи, планови за ова 2026-та, што ќе порачаме, директор, за крај на вашите читатели? За крај, можам да ги поздравам сите наши читатели, сите граѓани на нашата општина. Би сакал да кажам уште еднаш, да истакнам важноста на книгата во развојот на било која личност. Значи, она што ме радува и баш денес со еден од нашите читатели, еден од повозрастните наши читатели, кои што чудно, но вистинито за 10 дена успева да прочита по 7 книги. Тоа кажува дека пред 2 години, вика, како пензионер, ако седев на телефонот, изјапав по 2 часа, сега ми е малку 4 часа дневно за да си се наполнам себе си духовно. Значи, тоа е одличен пример кој што треба да го следат и младите, за бидејќи рековме книгата е секогаш потребна и секогаш го збогатува човекот. Така, дигиталниот свет и екраните ни помагаат во секојдневниот живот, меѓутоа оно што книгата го може духовно, не го може нити телефонот, нити дигиталните содржини. Деновиве имавте и една соработка со амбасадата на Холандија, холандско катче во библиотеката. Како помина тоа? Колку книги добивте? Задоволни ли сте од таа соработка? Што ќе значи таа соработка во наредниот период? Така, нашата соработка започна уште минатата година со холандската амбасада и ова требаше да се катче се отвори некаде заедно со јубилејот и холандската амбасадорка да ни биде гостинка на самиот јубилеј. Меѓутоа, иако книгите веќе беа стигнати, некаде на околу 100 книги, се случија некои оправдани причини, амбасадорката не беше тука, па го оставивме за почеток на оваа година, со тоа што увидовме дека нашата соработка е плодна, па ќе продолжиме во оваа 26-та година, веќе набрзо во разговори со амбасадата очекуваме и книги на холандски јазик и дополнување на уште автори холандски на македонски јазик. Благодарам, директоре, што бевте дел од ТВ Објектив и секако успешна работа и во оваа 2026. Ви благодарам на вас за времето. ТВ Објектив го отсликавме работењето на градска библиотека Феткин Кавадарци, одбележа 80 години од своето постоење, читателската публика постојано расте, што значи кавадарчани читаат. Се надевам дека сте задоволни од ова што го слушнавте како информации во изминативе минути. Имајте пријатна вечер со нашата програма.